Добро вечер, драги пратели. Вечера повторно ќе зрегуваме со нова анализа од светската политичка сцена. Причина за оваа анализа е, за мене, еден вид одговор на Владимир Путин и Си Џинпинг на царините на Трамп. Кој е тој одговор? Нагло падна цената на нафтата од $75 на 62, тоа е некаде околу 15%, што значи удар по економијата, поточно по нафтената индустрија на САД. Бидејќи во САД нафтата најмногу се вади од шкрлци, а испод $60 на нив е неисплатливо, додека руската нафта, која се вади по природен пат, нив ги чинеше, мислам тоа беа калкулации некаде до пред 5 години, новите не ги слушав, околу $15. Значи се што се продава на $30 на Русија ве одговара. Едно време она беше падната и на $28, тоа значи сега би било околу $40, бидејќи и вредноста на доларот се паднат, цените се качени. Тоа значи? Значи, Трамп што ги воведе царините на Кина, Русија да им помогне, заедно со ОПЕК, се договорија да ги намалат цените на нафтата, затоа што Кина поевтино ги произведува, а Кина е најголем купувач на руска нафта и од Саудитска Арабија и Емиратите. Од друга страна, договорот меѓу Трамп и Зеленски не може да биде неодржлив, бидејќи Трамп што ги бара ретките минерали и ресурсите се во Донбас и Донецк и Луцк, кои се веќе во состав на Руската Федерација. Сустав, како и Херсонската област. Ја многу пати кажам уште, кога започна специјалната операција, некој вика, инвазија не е важно, тоа е историски руски простори, така да Путин има се запред дека не паднат Харков, Одеса и Николаев. Тоа за Одеса може да има и некој договор, бидејќи некој Одеса го освои и го гради Катерина Велика. Значи, ова е одговор на санкциите што го ведава. САД тоа уште ќе донесе во поголем банкрот, што малку ќе прогласат рецесија, бидејќи доларот паѓа и Трамп ќе мора да најде некој договор со БРИКС, ако сака да опстане САД, бидејќи он буквално целиот свет во денешка воведе санкции, а после ги остави на 90 дена. Од друга страна, Русија го прави оно што сака, мислам, за тајните цели, историските територии на Русија да се во Украина се вратат под руска капа. Полка ќе се оди на Харков сега, но прво се чисти Руската област, тоа е Курската област и Белградската, намерно нагло не се чисти, за да Зеленски го прави оно што го правеше до сега, значи му помага на Путин да расчисти со многу работи, да ведува нови трупи, платеници, а од друга страна по Литванија, германците ја презимаат најголемата база тамо на НАТО, некојаш е тоа била база на СССР, Литванија која била под СССР. Европа како да се подготвува за војна со Русија, а дали е во можност, Германија вели 2029 ќе биле подготвени и наоружени, а опасно не почна планираат да вложат 800 милиарди во вооружување, значи ќе направат добра сделка со САД, бидејќи нивната војна индустрија, а за тоа треба и човечки потенцијали и капацитети индустријски, ако и останале. Значи, доаѓаат големи промени, геополитички, светски. Ова војна трговска што водеше Трамп со Кина од 2016 до 2020, уште тогаш кажав дека таа трговска војна ќе помине во воен конфликт. Тоа не е случајно
што е година пред нас, или следната, најкасно да се случи воен конфликт помеѓу Кина и САД, а Европа да биде задолжена за Русија, ќе го иде да стапат. Путин му се закони на Макрон, ќе ги снема преку ноќ. Путин јасно кажа дека ќе употреби нуклеарки, ако биде нападната територијата на Русија, нема потреба да гинат негови луѓе. Инаку, за нуклеарна војна Русија се спогодува одавно, она на повеќе спратници има на највисоките, значи на кровот има вградено систем S400 и S500, а со S500 можат и помалите сателити да се гаѓат. Значи прво ќе бидат соборувани сателити и после се друго. Интересен период во него, мора да кажам. Ако не се запре топката, ако не се нагази, може да дојде до бришење на многу земји, ќе има последици сите, а инаку и Медведев каже, вика, па и Путин се тоа рече, вика, што ќе ни е светот без Русија, а да се разбереме Русија е најголема нуклеарна сила, има околу 1500 нуклеарни глави, нови наоружувања, Сармат, Посейдон нуклеарно торпедо, Авангард и да ви ги редам сите, за разлика од САД се уште не ги модернизира незините нуклеарни глави. И они уште нема дојден до хиперсонично оружје, а благодарение на соработката меѓу Кина и Русија, и Русија и Иран, и двете земји имаат, значи и Иран и Кина добија хиперсонично и надзвучно оружје. И не случајно пред нова година имаше вежба заедничка на поморските сили на Русија, Кина и Иран. И полека Трамп не се вовлече во замката на Израел да започне војна со Иран, автоматски би било тоа војна и со Русија, за тоа не се подготвени, особено на нуклеарно поле. И на крај би сакал да спомнам за нашата влада, гледам се фалат со Емирати, ја би препорачал да нагадат сопката ако се опрашање Арапските Емирати, точно да ги имат пари, зашто ќе би препорачал. Арапските Емирати влегува во Србија, влегува во изградба на Белград на вода, што векат Србија или Белград на вода. Прво беа, мислам дека Србија или он има 51%, не е важно, не ми текнува, но Вучич, бидејќи председател на Србија, имаше финансиски проблеми, Полани со Ковачевски нашиот екс-премиер, кој отидел во Емирати, он доби пари, а Ковачевски не доби, зашто доби он пари? Он го продаде остатокот, значи, акциите што имаше Србија кој држава во Белград на вода, со тоа што сега Емиратите има целосно земја на 99 години. Тоа фактички продажба. Значи, треба се внима какви инвестиции се носат во Емиратите, да не се распродава во Македонија, кој што Вучич направи со распродажба на Србија. Кина ја ги поседа во Бормајдапек, Смедерево, железарата и тоа се на 100 години. Тоа се распродажба на териториите. И не е страшно ако смениш името, може да го вратиш. Ама ако ја продадеш територијата, таа не се враќа. Затоа стуму глава. Драги пријатели, толку во моја кратка видеоанализа. Со Македонија и со затворот напред, а се гледаме во наредната анализа.